Дали задоволувањето на апетитите на алтернатива и нејзините 4 пратеници, ќе ја разниша и онака нестабилната влада. Заев спас за баланс меѓу коалиционите партнери ќе бара во воведување на нови министерства без ресор, кои самиот тој во август 2020 година ги укина. Јавноста реагира во време на криза, здравствена, економска, енергетска, за купување мир и време во владата. Заев ќе ги троши народните пари на воведување на министерства без ресор. Реагираат и од опозицијската ВМРО ДПМН. Председателот на партијата Мицкоски вели дека ова е дополнително осиромешување без потреба на народот, кој и онака е сиромав. Тоа е повторно оптеретување на буџетот на државата, буџетот кој што го полни стопанството, кој што го полнат граѓаните, дополнителен трошок кој што е непотребен, а се со цел да се продолжи политичкиот век на трајање на овие политичари. Тоа е суштината. Мислам, се останато е само политички фолклор и обид да се направи некој политички маневар од страна на Зоран Заев и се да само неуспешно се разбира, бидејќи се прочитани од страна на народот. Но не само дел од партиите и граѓаните. На информацијата за нови министерства без ресор реагира и дел од експертската јавност. Во време на длабока и застрашувачка криза и продлабочување на сиромаштијата, тие создаваат мегаломанска влада. Бројот на џаболебари без ресор и со етнички предзнак ќе расте на наш грб. Ние сме политички идиоти. Од владата пак не кажуваат каков назив ќе носат новите министерства, ниту пак даваат информација колку ќе бидат на број, колку вработени ќе имаат, колку пари за нив ќе се троши месечно и на кои политички партии ќе припаднат. Штом се утврдат сите детали околу ресорите и кадровските решенија за оваа проширена влада, јавноста веднаш ќе биде информирана. Инаку владата во моментов број 19 министри и премиер. До август 2020 година, односно до составот на новата влада, по последните парламентарни избори, владата броеше 20 министри плюс премиер. Кога Заев го представуваше новиот кабинет, рече дека сакрати бројот на министри без ресор, со цел да се добие поефикасна влада со намалени трошоци на функционирање.